Бродската флота е закотвена на градското пристаниште во Охрид, но помеѓу неа веќе 10 години не е бродот Илинден, кој стана познат по бродската несреќа кога на 5 септември 2009 година во водите на Охридското езеро загинаа 15 бугарски туристи. Техничката неисправност и претовареноста на бродот, на кој дополнително му била монтирана и горна палуба, беа наведени како причини за трагедијата. Но од тогаш до денес многу работи се променети во делот на примената на современите стандарди во бродскиот сообраќај и безбедноста во езерото. После бродската несреќа ние направивме замена на регистарот. Биро Веритас е компанијата која што сега е овластена за техничките прегледи на бродовите. Техничките прегледи се прават сите во предвидените рокови, односно контролните прегледи со еден меѓу преглед и така натака со излекување на бродовите на суво. Дополнително капетанија врши редовен преглед на бродовите. Се проверува нивното функционирање, машинскиот дел, подвижната опрема, но и нивната евентуална претовареност, зашто казните биле големи. А бродот Александрија, еден од неколкуте кои пловат по езерото денес, беше подготвен да замине на редовната линија до Светинаун. Неговиот капетан вели дека грижата за безбедноста на патниците им е на прво место. На 3 години имаме кревање на бродовите, ваѓање, сув док, а на година и пол тоа е интермедијален преглед. Вршат инспектори од Биро Веритас. Секој брод си е ограничен и што гледна тоа, си ги броиме луѓето, знаеме колку карти сме продали, колку по секој момент колку луѓе имаме на бродот. За капетанот Остјановски многу е важна промената на свеста кај луѓето кои управуваат со бродовите изминатите години. После бродската несреќа веќе и оние кои што управуваат, значи со пловните објекти, посебно во трговската флота, односно по патничките бродови, апсолутно никој од нив после таа несреќа не е ист, тоа морам да го кажам, а исто така и кај чамците, односно кај пловните објекти за спорт и рекреација, многу се направи за тоа да им се укаже на луѓето дека безбедноста е за нив, а не за законите, за државата. Инаку од Нуркачкиот центар Акватек имаат идеја да побараат Илинден да биде потонат во езерските води и воидено да биде туристичка атракција. Хварисан и надвор од употреба, бродот Илинден со години стои овде во каналот студентишта во Охрид, потсетувајќи на немилиот настан пред 10 години во водите на Охридското езеро. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.